Ако не се промени предложениот закон за попис и методологијата за попишување, ВМРО ДПМН ќе ги повика граѓаните на непопишување, вели председателот на партијата Христијан Мицкоски во гостување на Алфа. За опозицијата неприфатливо е македонците како мнозинска заедница да се чувствуваат како граѓани од вториот во сопствената држава. Ако остане овој закон ваков како што е оваа методологија ваква каква што е предвидена, ние како опозиција нема да бидеме дел од тој попис и ќе повикаме граѓаните на непопишување, затоа што мислиме дека овој начин на попишување е единствено штета на мнозинската етничка заедница во Република Македонија, тоа се македонците. И мислам дека е крајно време да се престане со принципот да македонците се чувствуваат граѓани од втор ред во сопствената држава. Овој попис, ваков како што е предвиден, и овој закон ваков како што е предвиден, и оваа методологија овозможуваат само да се засили тоа чувство кај Македонија. Опозицијата веќе обвини дека стокмениот закон за попис е политички пазар меѓу двојецот СДСМ и ДУИ. Од власта пак се брана дека опозицијата имала доволно време за интервенција на законското решение. А токму нацрт предлогот се уште е заглавен во собраниските лавиринти, но во брзо време нема да биде закажана ниту седницата на Комисијата за европски прашања, која е надлежна да расправа по него. Председателот на комисијата Артан Груби за Алфа вели дека постапката е во тек, но за законот ќе се дебатира откако власта и опозицијата ќе ги испеглаат разликите. Нема рок кога треба да биде свикана собраниската комисија. Се уште траат консултации за деталите од законот со опозицијата. Кога ќе бидат надминати разликите, законското решение ќе биде ставено на дневен ред на комисијата. Статистика пак предупредува, ако законот не биде донесен набрзо, ќе бидат погазени и законските рокови од 1 година за распишување на тендерите за јавни набавки, кои пак се неопходни за спроведување на пописот идната година. Со тоа неизвестно е дали истиот би се одржал во април. Една од главните забелешки на опозицијата е попишувањето на диаспората, а за тоа статистика ќе овозможи посебни поволности, па тие освен што ќе можат електронски да се попишуваат, за нив информации ќе споделуваат и блиски роднини. За оваа статистичка операција спред нацрт законот предвидено е да бидат потрошени најмалку 522 милиони динари, но сепак нема наведено какви финансиски импликации ќе донесе пребројувањето на податоците, кое треба да следи во 2021-та.